Докажете дека владата работи на правосудството е прво немешањето во правосудството. Ако владата имала под контрола делот на правосудните органи, тоа е судот или обвинителството, може би работите ќе се случувале поинако. Но трајните последици од мешање на извршна власт врз правосудна власт остануваат трајни последици. Во вакви околности, правосудството е тоа кое што ги носи одлуките. Апсолутно, кога испорачува упатен акт, кога носи пресуда, кога поднесува обвинителен акт, кога дава притвор, кога не дава притвор и слично. Ние на времето сме реагирале кога во ваквата постапка беше одбиено притвор. И јавно тоа го кажувавме. И кажувавме аргументите зошто тоа се случува. Но треба сите во Македонија да се навикнеме дека правосудството не е во делот на надлежноста на Зоран Заев како премиер. Правосудството е независно. Правосудството е сосема различна власт од извршната власт, од парламентарната власт, од локалната власт. И правосудството секако ги носи своите одлуки растеретено од било какво влијание. Јас сум кажал секогаш, тој што не е виновен и не постојат докази, не треба да одговара. Тој што постојат докази, треба да си носи одговорност. Судството имало случаеви на ослободување, судството имало случаеви и на потврдување на пресуди, преку и второстепени инстанции. И редот е секој буквално да се отслужи казната. Јас само уште еднаш ќе кажам каков кукавица е тој, кој што цело време велеше дека тој за Македонија е спремен да оди во затвор, без разлика што ќе се случи. Тој, само да не бидат сите други мета или таргет, е спремен да ја прифати одговорноста или слично. Дојде моментот на прифаќање на одговорноста и избега како кукавица надвор од државата, обидувајќи се претходно да добие нови аболиции или не знам што во државата. Тоа само по себе потврдува дека е виновен за тоа што е осуден, а веројатно ќе се потврди на суд. Тоа е на судот работа, потенцирам, секоја негова вина за која што се сомничи. Затоа што сите знаеме дека имавме режим кој што комплетно ја контролираше, контролиран од страна на Груевски и неколку луѓе околу него, и единствено Македонија има иднина ако има казни. Казните мора да бидат испорачени, казните мора да бидат одлежани. Така да ние ќе направиме се во рамките на тоа што е наша надлежност, да го испорачаме назад. Груевски веќе се почнати сите постапки, јавноста ќе биде максимално транспарентно информирана за се. Јас го разбирам гневот и кај вас новинарите, постои кај мене тој гнев. Секој пат сум зборувал отворено и апсолутно ве уверувам само уште еднаш дека го имало нешто што требало да го направиме претходно, би го направиле. Не дека немало гласини, дека некој може да бега или не, но не можете да преземете действие за некој кој што се уште е слободен човек, кој што нема упатен акт за затвор, кој што било што не е потврдено во правна процедура. Тогаш ги нарушувате не само законите, туку основните човекови права и слободи. И апсолутно, јас сум Зоран Заев кој што ги отвори бомбите. Без разлика на се. Јас сум истиот тој Зоран Заев кој што овозможи независни судски постапки. Без разлика на се. И јас сум истиот тој Зоран Заев кој што води сериозен политички процес, кој што ова бегство знаеме дека може сериозно да го наруши и Македонија да изгуби трајно. Но судството е судство, политиката е политика, парламентот е парламент, владата е владата. Секој мора да си ги носи своите одлуки и да има одговорност за своите постапки.